Десетици пожари активни на територијата на државата. Се уште гори на Попова Шапка и Маврово, а гори шума и на Кожув. Од Центарот за управување со кризи вела дека се работи за изненадувачки голем број на пожари, што е невообичаено за овој период од годината. А според искуствата причинети се од човечки фактор. Активен е се уште пожарот над Попова Шапка во атарот на село Лисец, како и пожарот во Мавровско над место викано Железна река, кај манастирот Свети Никола, каде што гори шума на непристапен терен. Се уште е активен и пожарот, шумскиот пожар во Крушево, на потегот манастир Свето Преображение, кон селата Арилево и Горно Дивјаци, каде гори млада високостеблеста дабова и букова шума, нискостеблеста деградирана шума папрат и трње. 99% од пожарите се од човечки фактор, било да е тоа од невнимание или било да е од намерно подметнат пожар. Полицијата во соработка со обвинителството велат се работи на откривање на случаите на намерно предизвикување на пожар, но и апелираат земјоделците да се воздржат од палење на страништа. Постојано преземаме мерки, но работиме не само репресивно, работиме и превентивно. Заедно со другите институции постојано апелираме до граѓаните, имаме средби со нив, укажуваме на тоа да не се палат огнови на отворено, посебно оние страништа кои што ги палат земјоделците, исто така да не се фрлат до горчиња кога одиме во шума, нели да шетаме. Едно време имавме нели забрана за движење во планините и шумите. Шумските пожари, палењето оган на отворено и запалените депони го вклучи алармотика и дел од граѓанските организации, кои од шефот на државата, премиерот и другите институции побара активно да се вклучат во решавањето на овие проблеми, со цел да се заштити правото на здрава животна средина. Да се организираат секојдневни патроли на припадници на армијата и полицијата на терен со цел да се превенира и санкционира палење огнови на отворено, пред се палење на отпати, диви депонии, да се организираат ноќни дежурства на припадници на армијата и полицијата со помош на припадници на ДЗС и ЦУК и општинските штабови за заштита и спасување на критични точки во градот Скопје и низ републиката, кои се најфреквентни места за палење на огнови на отворено. Во текот на годинава, вклучително и серијата шумски пожари кои се случија во март и април, се поднесени кривични пријави против 21 сторител.